Почитувани гледачи, добре дојдовте. Ова е новото издание на емисијата За животот. Знаете дека 14 часот и 15 минути во програмата на 24 вести е време за токму оваа емисија. Денеска ќе зборуваме на една тема која што не ги погаѓа само граѓаните на главниот град, ги погаѓа буквално сите, бидејќи сите заради одредени приватни, здравствени или какви да се потреби доаѓате во главниот град и се соочувате можеби со нешто на што не сте навикнати. Паркингот во централното градско подрачје често знае да биде проблем, меѓутоа во последно време и тоа како функционираат некои одредени решенија. Затоа колку сме свесни како правилно треба да учествуваме во сообраќајот и како останатите треба да се однесуваат, да знаеме да процениме што е правилно, што не е правилно, токму разговараме во ова издание на емисијата. Имам двајца гости со кои што ќе се обидаме да ви посочиме одредени важни моменти и секако да ја покренеме јавната свест кога станува збор за сообраќајот и секако за паркингот. Добре дојде во студиото, им посакувам моја поранешна колешка новинарка, овој пат во функција на представник на општината Центар, Катерина Цаневска-Арсовска и Саша Богдановиќ, председателот на Паркинзи на општина Центар. Добре дојдовте. Добре, благодариме за поканата, бидејќи јас и минатиот пат кажав дека телевизијата 24 вести е една од ретките која што дозволува и овозможува на општина Центар, еве и на јавното претпријатие Паркинзи да можат да проговорат за одредени проекти, значи не за политички работи, туку за проекти кои што се во интерес на граѓаните. Так, како што кажав, буквално ќе зборуваме за нешто што им е од корист на сите, бидејќи не само ние скопјаните ги користиме овие паркинзи, не само центарци, не само скопјани, туку буквално сите од цела Македонија кои што доаѓаат овде. Поводот е, како што кажавме, онаа кампања која што вие ја почнувате за свесноста во сообраќајот. Од каде се наметна потребата? Добро, таа кампања е со наслов Зона 30 за безбеден центар. Ова е прво поукажување на граѓаните, на жителите на Дебармало, бидејќи кампањата се однесува и овој проект се однесува за областа што е од општина Центар, тоа е Дебармало. Тоа е едно од најфреквентните места, тоа е место каде што имаше многу сообраќајни несреќи, имаше црн биланс на сообраќајни несреќи, за жал има и жртви. Тоа е местото каде што има основно училиште, каде што има градинка, каде што има универзитет и каде што има библиотека. Значи, граѓаните реагираа по нивните укажувања, а општина Центар, слушајќи го гласот на граѓаните и нивните барања и потреби, ја започна реализацијата на овој проект, значи на проектот Зона 30, од понеделникот во општина Центар, во делот на Дебармало, ограничувањето на брзината на движење на возилата ќе биде 30. Секој надминување на оваа максимално дозволена брзина ќе биде согласно сите законски прописи, ќе биде казниво. Така. Кои се следните чекори? Како планирате да информирате јавноста понатаму за сето она што ќе биде опфатено во овој проект? Освен преку вакви емисии кои што навистина се надевам дека ќе бидат корисни, медиумите се моќен глас, нели, она што ќе го кажеме допира до јавноста. Меѓутоа, како е замислено да допрете, да ја подигнете свеста на граѓаните дека ова е прашање кое што се наметнува бајќи поодамна и е со клучна важност? Значи, во наредниот период кој што следи, акцијата ќе биде во неколку фази, односно веќе за наредна недела очекуваме да го реализираме и вториот проект, кој што сепак малце ќе пообјаснам, бидејќи сум во таа проблематика со сообраќајот. Значи, имаме динамички и стационарен сообраќај, стационарниот со кој што се занимава јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар и динамичкиот сообраќај кој што се одвива на коловозите, односно на сервисните стамбените улици кои се под ингеренција на општина Центар. Ние планираме веќе наредна недела да започнеме една кампања за паркирај правилно, ќе се вика кампањата, во која што ќе започнеме покренување на малце и подигање на свеста на граѓаните за да правилно ги користат паркинг местата. Зашто го кажувам тоа, не е само за да се обезбеди повеќе паркинг места, но воедно е да се запазат, да се ослободат што е повеќе можно места, односно да не се паркираат луѓе таму каде што не е дозволено. Сакаме да ги опоменуваме, не да биде само на казнена политика од пишување на доплатни карти или одстранување со специјално возило на пајак. Сакаме на луѓето малце да им ја подигнеме свеста, да ги воочиме дека секое неправилно паркирање може да влијае во тоа што кажуваше Кате, во одредени проблеми кои што ни се случуваат во паркирањето, во сообраќајот.
бидејќи секое непрописно паркирано возило прави одреден проблем при динамичкиот сообраќај во движењето, односно прави попречување на самите пешаци кои што се движат по тие тротоари, каде што и најчесто има можност и е дозволено паркирањето. Затоа сметам дека со овие две кампањи со ограничување, односно активности или проекти кои што ги превземеме, на почетокот во Дебар Мало, потоа и во другите населени места на територија на општина Центар, ќе ја покренеме и свеста на граѓаните. Започнавме со пресконференцијата на градоначалникот на општина Центар и службите. Потоа одиме со пропаганден материјал, користејќи, благодарејќи, како што кажа Кате, на медиумите кои што следат и нашата работа и нашите идеи и активности. Потоа од средби со граѓани кои што веќе ги правиме скоро секој месец, секоја недела, секој ден, зависно од потребите, каде што ќе ги информираме. И нормално преку сите оние канали со кои што располагаме. Јавното претпријатие Парки за општина Центар има на база на податоци на своји корисници, преку 15.000 корисници пред се жители на општина Центар, бидејќи станува збор за луѓето кои што живеат во тој дел и ќе ги искористиме сите тие моменти до дојдеме до последниот, што се вика, жител и на Дебар Мало и на другите населени места во општина Центар и во цела општина, за да можеме да ги информираме до крај што значи тоа, воедно и да слушаме некоја критика или друг предлог како уште да ги подобриме работите. Так. Само едно појаснување дека оваа зона 30 е во Дебар Мало и тоа се оние улици што се граничат со булевар Партизански одреди, Франклин Рузвелт, булевар Илинден и булевар Свети Климент Охридски. Еве, камерата може да го лоцира. Значи, тоа е овој дел на Дебар Мало. Во овој дел е забрането движење поголемо од 30 км на час и новите ограничувања се видливи, бидејќи има општината поставено заедно со сообраќајната полиција. Ево гледаме колегите од режијата на нашите гледачи да покажат. Така. Ова е мапа која што... Да, а ова е тој флаер кој што се делеше за запознавање на граѓаните. Мислам дека е видливо. Кои што ќе сакаат точно да ги погледнат тие улици кои што се дел од проектот Зона 30, каде може да најдат информации? Ова стои на сајтот на општина Центар, точно е ограничено, значи на кои улици и каде е дозволено движење. Значи има поставено сообраќајни знаци 25 на 7 места, на кои што на едните пишува дека е тоа влез во зона 30, а на другите каде што престанува важењето, значи пишува дека тука застанува веќе и престанува важењето на овие правила за движење од 30 км на час. Имавме поставено и банери на кои јасно се гледаше за да се информираат граѓаните. Потоа вработени во општината делеа флаери, бидејќи граѓаните мора да знаат по кои правила и како треба да се однесуваат веќе во овој дел на Скопје. Так. Оние кои што, односно сите некаде и некогаш брзаме, такво е времето, таква е нашата работа, особено нашите професии веројатно се такви, имаме постојано потреба некаде да стигнеме што порано, ги ловиме буквално минутите, да нема забуни. Ова не се однесува на булеварот Партизански одреди, не се однесува на оние фреквентни улици, меѓутоа се однесува на улиците каде што улици. Так. Бидејќи општина Центар е надлежна за сервисните улици, како и сите општини во градот Скопје. Бидејќи очекуваме, секогаш се очекуваат нели реакции, сега тие ќе ми кажат јас брзо морам да стигнам некаде, така што сите оние улици кои што се опфатени од проектот Зона 30 се добро обележани и секако може да се информирате. Значи ова не е случајна одлука и случајно изработен проект и случајно не се спроведува, бидејќи според препораките на Европската комисија, сите сервисни улици во градовите, на европските градови, треба да бидат со оваа ограничена брзина на движење или зона 30. И општина Центар е прва општина во Република Македонија која го започна спроведувањето на овој проект. Се надеваме, бидејќи сепак е препорака на Европската комисија, сепак е препорака и желба на граѓаните. Знаеме каков е црниот биланс, дека и другите општини ќе почнат да спроведуваат вакви проекти. Очекувате ли соработка од надлежните институции, од МВР? Јас можам да кажам после 2,5 години тоа би било нешто што е навистина клучно за да успее проект. Рековме нема политика, ама морам да констатирам дека во последниве 5 дена исклучително е подобрена соработката со Министерството за внатрешни работи, што не беше случај, зборам во делот со Паркинзи. Истите луѓе, односно луѓето од Министерството за внатрешни работи ги зголемија и контролите на самите стамбени
и сервисни улици кои што се нормално под ингеренција на општината, и со тоа сметам дека ќе се зголеми и контролата на тоа како се одвива и како се одвива сообраќајот, воедно се зголеми и соработката со јавното предпријатие, она што го кажав за сите непрописно паркирани возила, каде што имаме потреба од интервенција од Министерството за внатрешни работи, кое што е исклучително важен фактор за да се направи, односно се расчисти тој неред кој што се ствараше до сега. Јас само ќе наведам неколку примери. Дебар Мало, како што кажа Кате, е населено место кое што има една школа, една градинка, еден универзитет, и тука е Дебар Мало познат по сите оние кафеани и кафулиња, каде што се создава нормално и гужва и од пешаци и од возила, кои што заради недоволната соработка која што имавме со Министерството за внатрешни работи до сега, до пред неколку дена, не можевме да ги санкционираме сите тие кои што го загрозуваа сообраќајот, дали со паркирање или со движење. Со самото поставување на оваа сигнализација, усвојување на овој проект и стапување во сила за движење со ограничено движење, ограничена брзина за движење на возилата, и со самата поголема соработка, сметам дека каде ќе се подобри безбедноста во сообраќајот, не само на возилата, туку и на пешаците, сите оние кои што ги користат сервисно станбените улици, дали коловозот, дали тротоарот. Така. Само да се надоврзам, денеска имаше и средба на градоначалникот на општина Центар со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Една од темите за кои што е разговарано е договорена е соработка за реализирање на токму овој проект, бидејќи и според министерот, и според градоначалникот, навистина е од исклучително значење успешна реализација токму на овој проект. Инаку досега навистина имавме проблем можеби со соработката, меѓутоа веќе во понеделникот кога беше и вторникот кога беше и пресконференцијата, значи припадници на сообраќајната полиција излегоа на терен, тие заедно со градоначалникот, со советниците и со вработените од општината делеа флаери и ги запознаваа жителите на не само на Дебар Мало, туку и сите што поминуваат тука, бидејќи во Дебар Мало не е значено само жителите да бидат информирани, бидејќи тука поминуваат и жители на Скопје и жители од цела Република Македонија, да ги знаат новите правила. Така. Овде ќе ги погледнеме рекламите, ќе направиме кратка пауза, ќе се вратиме веднаш во студиото и сега го продолжуваме да ви информираме за овој проект кој што е навистина значаен, како што кажавме, не само за граѓаните на главниот град, меѓутоа и за сите оние кои што од другите градови доаѓаат во Скопје. Се враќаме за само неколку минути. Како да се постигне рамнотежа меѓу уживањето во храната и грижата за себе? Баланс Плюс јогуртот го поттикнува варењето, го забрзува метаболизмот и на вашиот организам му дава идеално чувство на леснотија. За целосно уживање во животот треба да се најде баланс. Баланс Плюс. B-Milk. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Во овој дел од сезоната многу луѓе ги мачи кашлица. Јас сум доктор Тајс и при кашлица препорачувам Мукоплант. Мукоплант има тројно дејство. Го намалува дрзнењето, го втечнува густиот секрет и ги ослободува дишните патишта. Со Мукоплант замолчете ја кашлицата на време. Традиционален хербален лек за деца и возрастни. Во најновата работна сабота релаксирајте се со Симона Поповска и Александар Костовски. Гледајте не во 14 часот и 30 минути. Зборуваме за паркирањето, зборуваме за совесното учествување во сообраќајот, секако зборуваме за најфреквентниот дел од нашата држава и секако на Скопје, зборуваме за општината Центар, за она што се нарекува проект Зона 30. Во студиото разговарам со двајца гости, ви ги дадовме почетните воведни информации, она што би можело да ви интересира на оваа тема. Продолжуваме онаму каде што застанавте, верувам дека не го сменивте каналот. Сето она што ќе можете да
го слушнете во оваа емисија, ќе можете да го погледнете и на интернет страницата на општина Центар, буквално да ги прочитате, да видите листата на тие улици кои што се дел од овој проект за кој што зборуваме Зона 30 за безбеден центар. Кажавме дека нема забуни, не се однесува на булеварите, не се однесува на главните улици. Ова се однесува само на сервисните улици кои што се под надлежност на општината. Постојат ли најави, да им најавиме на гледачите, ќе има ли проширување на овој проект? Па да, по реализација на проектот кој се однесува на Дебармаало, општина Центар веќе работи на проширување на овој проект и тоа секаде значи каде што се сервисните улици, тоа ќе биде оној делот на Водњанска со сервисните улици што се околуводно и делот на Капиште се исто така сервисните улици, бидејќи знаете и вашата телевизија и граѓаните се запознаени со чистите сообраќајни несреќи кои што се случуваат на овој дел на територијата на Скопје, значи се размислува за секаде каде што има потреба, каде што се сервисните улици, општина Центар, грижејќи се пред се за безбедноста на граѓаните, значи и на учесниците во сообраќајот и на пешаците, да може да се обезбеди безбедно движење и на пешаците и на возилата, патничките возила, да. Така. Како ќе можат да го пријават прекршокот, она што ќе го сметаат за прекршок, зборуваме за ограничување на брзината на движењето на возилата, доколку забележиме возило кое што ја надминува дозволената брзина на улиците, кои што се дел од Зона 30, како би реагирале граѓаните? Каде можат да пријават, како да постапат? Значи, имавме неколку средби со Министерството за внатрешни работи, бидејќи јавното предпријатие, како што напоменав пред малку, е поврзано со одреден вид на сообраќај, но меѓу другото разговараме и со сите овие проблеми со кои што се соочуваме на нашите улици, кои што се под ингеренција на општина Центар. Веќе, како што кажав, од пред некој ден се зачестени контролите и патролите од страната на Министерството за внатрешни работи, што не беше во случај во изминатиот период, бидејќи сепак Центар е центар на градот, тука се наоѓаат сите институции, сите, ајде да кажам, и поголеми образовни установи, каде што има и поголема фреквенција и на возила и на луѓе, со тоа се зголемува и можноста, не дај Боже да се случи некој несакан настан, и веќе е видливо на сите фреквентни улици, таму каде што најчесто и се зголемува или се злоупотребува брзината, да веќе да стојат одредени полицајци, односно луѓе од сообраќајната полиција кои што нормално го контролираат, го регулираат или предупредуваат за ограничувањето кои што се предвидени, како што е примерот во Дебармало и како што спомнавме дека ќе го правиме тој на другите сервисно-стамбени улици. Секој може да пријави, секој може да реагира, но најдобро е тоа кој ќе го санкционира институцијата која што е надлежна, тоа е Министерството за внатрешни работи или поточно сообраќајната полиција. Пак ќе напоменам, во изминативе неколку дена ни се зголеми и присуството на припадници на Министерството за внатрешни работи кои што стојат на клучни точки со нив добро познати и утврдени начини, ги контролираат возењето и брзината која што имаат граѓаните и не само тоа, помагаат во интервенирање со јавното предпријатие за отстранување на сите оние други возила кои непрописно и сепак директно или индиректно може да загрозат безбедноста на одредени учесници во сообраќајот. Така да со самите состаноци кои што се интензивираа во последните неколку денови, ние како представници на јавно предпријатие кое се бави со одреден вид на сообраќај, апелираме, односно ги даваме сите оние црни точки или места каде што најчесто се прекорачува брзината, непрописно се паркира и реагираме на сето тоа. И ме радува што тоа се решава во најкраток можен рок. Како денеска сме се видели, утре дента веќе тоа стапува на сила и функционира. Така да можам да кажам дека тоа е клучно за успешноста на овој проект, нели? Да. Сепак МВР е таа институција која што може да санкционира, да предупредува и да регулира сообраќај во нашата држава. Иако казнувањето нели не е основен цел на овој проект и да биде фактички она што ќе произлезе, туку навистина поголема само безбедност на граѓаните. Инаку ние ги повикавме и како општина, градоначалникот ги повика, директорот на Паркинзи, значи ги повика и граѓаните, ги повика медиумите и сите инволвирани што се во сообраќајот да помогнат во спроведувањето на оваа акција, бидејќи оваа акција е навистина во интерес на граѓаните. Така.
Ги споменавме оние неколку трагични сообраќајни несреќи кои што навистина однесоа неколку животи, така што верувам дека граѓаните ќе најдат на разбирање дека без разлика дали се пешаци или возачи во моментот навистина ќе најдат на разбирање дека ова нешто е и тоа како потребно. Морам да ве прашам, од лично искуство, освен што се занимавате со проект, секако сте учесници во сообраќајот, дали како пешаци, дали како возачи. Каде сме некако со тоа ниво на свест? Прашање до двајцата. Па јас не мислам дека имаме многу високо ниво на сообраќајна култура, бидејќи за жал. Бидејќи сум имала можност да не да возам, меѓутоа како пешак и како учесник во сообраќајот и во другите градови, мислам дека имаат многу поразвиена сообраќајна култура отколку македонските и возачи и пешаци. Мислам дека не сме дисциплинирани многу во тој поглед. Сме нервозни возачи кои што сакаат да свират и да пцујат и да викаат и да се караат. И секако да возат брзо, нели? Барем таков е мојот впечаток. Се сложувам, значи не викам дека и во другите таму каде што сме одели, таму има нервозни возачи и шофери, таму се вози брзо. Факт е дека кај нас, барем од тоа јас каде што сум бил, кај што сум успел да прочитам и да видам, дека кај нас малку треба повеќе да се работи на тој проблем, но јас и друга работа би кажал, треба и да се создадат одредени услови за да се избегнат сите овие работи. Сите овие проекти што ги правиме ги осмислуваме веќе подолго време во контакт и со градоначалникот, со стручните служби, пред се тоа што го бараат и граѓаните и нешто што е нормално така да функционира. Затоа ви кажувам дека ги следиме, ги анализираме состојбите. Ако јас како шофер, самата општина или самата институција која е надлежна не ми дозволила нормално одвивање, односно како што треба и заслужува, го споменав примерот, ако се дозволи во општина центар на сред улица да оставаат коли, нормално дека тој што вози ќе биде нервозен зашто некој непрописно ја паркирал колата, но ќе биде уште понервозен зашто никој тоа не го санкционира. Сметам дека со оваа соработка со Министерството за внатрешни работи која се интензивира и сите овие проекти кои што ние ги наведуваме, значи вие кога ги обележите на граѓаните кога влегува во зона 30, верувам дека ќе проработи свеста дека тоа е направено заради негово или заради безбедноста на сите други и самото тоа кога ќе помине ќе проработи на психолошки момент. Ние имавме случај кога наследивме општината дека најголем дел од сигнализацијата беше уништена, најголемиот дел од улиците се правени без никакви проекти. И сега вие не може да означите некоја сигнализација за нешто што порано се почнала некаква постапка. Затоа најдовме малци макотрпна ни беше работата, ама успеавме. Се менуваат ли тешко навиките на луѓето? Онаму каде што немало знак, каде што немале поим како треба да се однесуваат како учесници од сообраќајот, сега од никаде се воведуваат правила кои што секако се потребни. Се менуваат. Се менуваат ли навиките? Ние имаме интензивна кампања што ја правиме скоро често и како Паркези и како општина центар, со која што гледаме пред се луѓето кои што живеат тука, барем во делот каде што во нивниот делокруг и во останатите делови во општина центар каде што се движат, да го почитуваат тоа што е дозволено и тоа што е нормално. Ние справиме некои спроведување и испитување на анкети и на јавно мислење и гледаме дека луѓето веќе допира до нив тоа што ние сакаме да го препорачаме, што е пред се не заради нас, пред се заради нивно добро, дека има резултат. Но не е доволно, секогаш може и подобро, затоа и во наредниот период во договори со градоначалникот, како што кажав и со другите институции кои се поврзани со оваа проблематика, дека ќе интензивираме и ќе работиме на што е можно повеќе и покренување на свеста и реализирање на вакви проекти кои што ќе ни донесат не само нас, него и граѓаните подобри услови за движење. Добро, иако очекувавме дека можеби ќе има и полоши реакции, посебно оние што возат посилни, побрзи возила, до сега немало некоја посилна таква реакција за негодување, за спроведување на овој проект. Напротив, бидејќи говоревме отворено за овој проект, имаше и на социјалните мрежи повик до граѓаните и до возачите да се придржуваат на дозволената брзина. Мислам дека проектот најде на разбирање од граѓаните. Веројатно, за жал, мораме така да го споменаме тоа, меѓутоа оние сообраќајни несреќи и оние каде што најчесто беа и деца жртви, тоа беше најстрашно. Оние жртви веројатно ни го дотираа паметот, ето така народски да се. Можеби и тоа придонесе, меѓутоа мислам дека можеби проработи свеста и го сватија полезноста на овој проект. Так.
Се договоривме дека ќе споменеме уште нешто што е особено важно за сите оние кои што доаѓаат или живеат во Скопје, паркирањето на улицата Орца Николов. Мислам дека нема потреба да поставувам дополнително прашање и дополнително да објаснувам ситуацијата зошто го поставувам ова прашање. Верувам сите кои што барем еднаш биле во Скопје се соочиле со овој проблем. Како да се надминат проблемите околу тоа паркирање, околу тие бунења, зошто е ова возило овде, не може да се движат пешаците, како да се паркира правилно? И самите пешаци велат дека тука не можат безбедно да се движат, барем и до оние прашања што стигнуваат до општината. Сега тука се соочуваме, малце ќе гледам да избегнам политика, ма малце ќе морам и да употребам. Проблемот што е, пред да настане јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, некој кратко време пред нас беше создадено јавното предпријатие Градски паркинг. Со самото тоа што е создадено, односно со самиот закон и сите правилници кои што се донесени, паркирање може да се врши само на сервисно-станбени улици, не може да се врши на главни и на собирни улици. Сепак тие улици се под општина Центар и општина Центар инвестира во нив, дали со бекатон, дали со асфалт, дали со некакво друг вид на уредување, и таа е таа која што ги сервисира и истите може да ги дава на стопанисување доколку постојат нормални услови за да се одвива и паркирањето без да се загрози оној минимален дел кој што потребан и за велосипедисти и за пешаци. Начинот на кој што се постапувало во изминатиот период, за кој што и ние се уште водиме на битка, не заради нас, пак ќе кажам заради граѓаните на општина Центар, бидејќи не сакам да се фалам сега, ама сме едно од ретките предпријатија кои што одговорило на сите оние потреби што ги имаат граѓањето, од воведување на бесплатен паркинг, гостински билети, паркинзи, поволни повластени карти за нега, новинарски карти, ограничување на вработени во општина Центар, во институциите кои што секојдневно се пак во корист на граѓаните, значи сме гледале да го сослушаме, да ги ставиме на харта и тоа да го реализираме. Без разлика од тоа колку што не чинело нас и како приходи сме се откажале се во интерес на граѓаните и се доведуваме во една ситуација каде што имате друга институција, друго јавно предпријатие кое што на времето ги узурпирало, морам така слободно да се изразам, бидејќи немало тогаш предпријатие и така некако се случиле сите тие работи. Сега се доведуваме до една забуна кај граѓаните кои што имаат сопствена општина, имаат сопствено предпријатие, ама некој друг им го стопанисува и не може да им ги понуди тие услови кои што ги нудиме ние. Така. Или мора да плаќаат месечно, или немаат право да најават гости. Тоа тргам од самото место за паркирање. Од начинот како е уредено, веруете не можам да влијам, бидејќи тоа секторот за сообраќај е под ингеренции на град Скопје. Тука општините се малце, ајде да кажам, осакатени, бидејќи не можат ништо да превземат, него се мора да интервенираме или да го молиме градот. Сметам дека со изработување на вакви проекти и со една подршка што ја добиваме се почесто и помасовно од граѓаните, ќе успееме да ги исправиме сите тие неправди, односно да можеме не само Орца Николов и сите тие други улици кои што по природа на нештата и по некоја логика и правила треба да бидат под наше стопанисување, пред се да ги направиме да бидат проодни, а после да биде и паркирањето, ајде да кажам, бидејќи некаде мора да ги ставаме и возилата. Сметам дека во наредниот период со сето тоа што го планираме и што ќе го работиме пред се за подобрување и зголемување на паркинг места заедно со општината и како јавно предпријатие ќе успееме да ослободиме што е можно повеќе тротоари, но и воедно да видиме кои од тие улици, тротоари или може да ги вратиме под наше владение, па така на граѓаните им излеземе да направиме подобри проекти кои што не е само да ставиш што е повеќе паркинг места, окей заради економската логика, но сепак тие паркинзи треба за да воведат некој ред, а не за да ги зголемуваат нередот кој што моментално на некои од тие улици постои. Сметам дека успеа да се разубедат оние кои мислеа дека паркинг местата се направени само за да се собираат пари или за да се направи неред. Мислам дека веќе свативме дека тоа е направено за да се воведе ред. Искрено ви кажам, јас сум бил кога не сте директен учесник во организирањето на паркирањето, би било чудно. Сега ако сум директен учесник, кога гледам секојдневно и во контакт со граѓаните, колку е битно да биде регулирано паркирањето, не само кај нас, тоа секаде во свет постои. Многу не е важно само економското, значи нас не интересираат. Сепак секој мора да функционира и сите тие кои работат во таа институција или во тоа предпријатие мора нормално има одредени трошоци.
но дека се не интересираат приходите сме се докажале неколку пати. Значи со самото промена во 2013 после еден месец од формирањето и на советот и отстапување на градоначалникот, ние и покрај сите дубиози кои ги имаше предпријатието, успеавме да го ведеме бесплатниот паркинг за да важи низ цел центар. Значи ги трнавме многу проблеми со кои што се очуваа граѓаните, односно го почнавме да го третираме секој физичко лице дека може да користи повластена карта, а не постанбена единица, бидејќи секој лице според нас е еднаков за сите, без разлика дали татко и син, порано било таткото ако има едно возило, синот ако има второ, се рачунало како прво и второ, бидејќи се на иста станбена единица. Се и синот има едно возило, таткото има едно возило, мајката трето, сите им се рачуна како прво, бидејќи секој си е посебен сам за себе и со тоа ги исправаме тие неправди. Фактички ние се откажуваме од приходите кои што порано се слевале од јавното предпријатие, се со цел за граѓаните да им кажеме не интересира нас, не ни интересираат средствата кои што може да ги добиаме, него еве излегуваме во пресред за да докажеме дека само сакаме да воведеме ред толку кој што можеме повеќе. Оние кои што мислат поинако, еве нека пробаат, нека се замислат како би било еден ден во центар да е дозволено да се паркирате каде сакате и колку сакате да го оставите возилото на среде улица, да поминете каде што не е одбележан пешачки премир, тука едноставно каде што ќе ви текне и да возите со брзина која што во моментот ќе ви текне дека не би сакале ниту да ги замислиме на што би едноставно само тоа доколку го замислиме ќе сватиме дека овие правила се навистина потребни, нели? Ќе наведам само еден пример, како што кажа во центар се наоѓаат поголеми од број институции, луѓе кои што доаѓаат и од другите општини, од другите градови, секој гледа да ја стави колата кај што може најблиску и најчесто ги паркираат пред луѓето пред зграда, блокираат. Значи ќе блокира возило од некој што живее по 20, по 30 години, не може да излезе да заврши работа, бидејќи тој сака да избегне одреден вид на паркирање, одреден вид на трошок, ајде така да се наречеме, или пак ја стави на сред улица, со тоа ќе блокира и други возила се движат, ќе го закочи сообраќајот. Затоа и постои јавното предпријатие и затоа воведовме одредени мерки, например воведовме резидентни паркиралишта со одлука на советот на општина Центар, каде што луѓето кои што живеат и се имаат паркинг колку толку голем пред самата зграда, да биде само за тие возила, сите оние останати да мора да паркираат на комерцијалните места. И со тоа го намаливме хаосот на самите граѓани кои што живеат, бидејќи тоа предизвикува и други проблеми. Не знам, ќе паркира некој возило непрописно или ќе блокира некој, па после има свирење, па кревање на тензија и после настануваат и други несакани последици. Вака кога ќе воведете некои правила на игра и во самиот сообраќај на движење, како што е зоната 30 или во делот на паркирањето, кај што ќе воведете резидентен или друг начин на паркирање, кај што ќе биде одреден само за одредени луѓе или жители, граѓани кои што живеат така, го ја намалувате можноста да се случуваат одредени несакани последици. Така. Да, и меѓутоа и тие договори што се прават со граѓаните и разговори, значи главно и овие одлуки се носат врз основа на средбите со граѓаните и на нивните укажувања дека на одредена улица и пред одредена зграда е неопходно да бидат само тие резидентни возила, да има со посебни рампи, значи се прави во интерес и во договор со граѓаните, да. Так. Ништо не е случајно и ништо не е напамет направено. На самиот крај на емисијата да подсетиме, Зона 30 е проектот кој што беше повод за ова ваше гостување денеска во студиото. Каде можеме да ги подсетиме нашите гледачи уште еднаш? Значи уште еднаш дека од понеделникот започна проектот на општина Центар, Зона 30, зона за безбеден центар. Еве уште еднаш можат граѓаните да видат каде е ограничено движењето во Дебар Мало, значи уште еднаш да ги повториме улиците, тоа се улиците кои што се ограничени со булевар Партизански одреди, Франклин Рузвелт, булевар Линден и булевар Свети Климент Охридски. Тука се ограничувањата на 30 км на час и се поради безбедноста на граѓаните. Так. Освен што ќе можат да се информираат на интернет страницата на општина Центар, секако ќе можат и на лице место да ги видат оние знаци со кои што се предупредува дека тука и знаците и ние повторно ќе поделиме флаери за уште еднаш да се информираат граѓаните, меѓутоа ова е најдобриот начин, еве и преку телевизијата 24 вести уште еднаш ги повикуваме и граѓаните да ги информираат своите роднини, своите пријатели дека во интерес на граѓаните е да се почитува и реализира проектот Зона 30 за безбеден центар. Так.
Како што кажавме, проект кој што е навистина важен не само за оние кои што живеат во Центар и во Скопје, туку буквално за сите кои што се жители на оваа земја. Вас и ви се заблагодарам за ова гостување, ќе ви посакам уште многу желби од граѓаните кои што ќе имате можност да ги остварите и да ги сослушате и секако уште многу вакви проекти кои што ќе бидат повод повторно да се видиме во оваа студија. Благодариме за поканата. Општина Центар, секако и Паркинзи се секогаш отворени за соработка. Так. Секогаш 24 вести е отворена за соработка со гости и разговори на теми кои што се од корист на нашите гледачи. Мене ми останува што да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и секако да ве повикам да не го менувате каналот на 24 вести. Секогаш има многу информации и многу нови содржини за вас. Останете на оваа програма.